civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Професорке, како ја оценувате состојбата во контекст на дезинформациите и пропагандата во нашата земја? Па ако мислите на присутноста на дезинформациите и пропагандите, мислам дека дезинформации имаме секојдневно во сите области и на сите медиуми. Некои се свесни, многу се несвесни, но едноставно се присутни. Пропагандата, и мислам дека често ги мешаат дезинформациите и пропагандата. Пропагандата во основа е повеќе платена како дејност, или како активност, се врзува со рекламата, додека дезинформациите се дел од секаков вид на вести во секакви области. Многу интересно со дезинформациите што тие обично немаат во себе лажни податоци. Најчесто од точни податоци, сите податоци се точни, се пренесуваат на начин да дезинформираат, односно да дефокусираат од еден проблем, настан, појава, што и да е изјава, и да направат на некој начин смути, нели, во јавноста, да ја дефокусираат, да го дефокусираат интересот и да дезинформираат. И мислам дека нема ден да помине без некаков вид на дезинформации со кои би се соочила нашата јавност. Кои се главните теми кои што се користат од една страна како дезинформација, од друга страна кои се тие креатори и дистрибутери на дезинформација и на пропаганда во нашата јавност? Па веќе спомнав дека теми неограничени се, мислам нема тука дали се присутни се секаде, присутни се во политика, во економија, присутни се во медицина, мислам свесни сме што се случуваше за време околу пандемијата, се уште нели имаме некои рецидиви од тие 2 години на едно специјално ново нормално или ненормален начин на живење, но од друга страна, значи едноставно дезинформациите се дел од нас. Така некако веќе се вплеткани во се и се што да се постојано присутни. А колку и како општеството, нашето општество се справува со нив и кој ги креира. Значи, кој ги креира, прво би рекла, некогаш се тие несвесно креирани. Самите луѓе, нели, пренесуваат, па погрешно пренесуваат, па системот на расипан телефон, ние кога бевме деца така си игравме. Кажи едниот, па пренеси на другиот, третиот, доека стигне до последниот пораката, таа веќе толку многу извртена, што е дезинформирана. Последниот веќе тоа што го добива е чиста дезинформација, или нели спин, и тие се во мода, тој термин да речам. Но од друга страна, знаете како, има дезинформации кои намерно се пласираат. И се пласираат, тие се штетни, и тие се опасни, може да бидат многу опасни за самото општество и за луѓето во него. Се пласираат по потреба, за да заштитат одредена политичка или економска елита, или за да фаворизираат некого, нели, повторно, политика или економија, најчесто се тие во фокусот на интересот, иако ниту една друга област или дејност не значи дека е исклучена од целата таа манипулација. И не се случуваат, има многу дезинформации кои се организирани, особено по социјалните медиуми, Facebook, Twitter, со намера одредени центри организираат одредени присутност на одредени дезинформации за да постигнат некаква цел. Дали општеството се справува со нив? Во некои ситуации да, во многу за жал не. Прво, дали им посветува доволно внимание? Дали доволно ги препознава? Би рекла дека не секогаш, затоа што некогаш така од ден на ден работите се менуваат, и тоа што е па по мене најспецифично и може да биде најопасно е што некогаш на дезинформации се реагира ад хок. Значи, добиваме дезинформации и тогаш реагираме. Не ги препознаваме однапред. Немаме ситуации со кои управуваме ние, како центар на моќ или како општество или како држава, туку реагираме. А тоа секогаш е полошата варијанта. Подобро е вие да сте подготвени, вие однапред имате и одбранбен механизам према сите видови на манипулации, дезинформации, спинови, што и да е што стига во таков вид спакуван до јавноста. Рековте општество, што е со граѓанското општество
зборувам сега за граѓанските здруженија и така натаму, за медиумите, за како тие се справуваат со дезинформациите и пропагандата, кои се нивните предизвици. Мислите тука на невладиниот сектор, На граѓанско општество и сектор, да, медиумите, граѓанските здруженија на невладин сектор. Да, па знаете, пак зависи како и кој. Некои веќе се навистина организирани и подготвени, не можеме да речеме дека не. Има навистина здруженија, например Македонскиот институт за медиуми со години, веќе 10 години ја промовира медиумската писменост како дел од борбата со дезинформации, меѓу другите, нели, видови на манипулации со јавноста што се појавуваат во медиумите. Мене често ме прашуваат некои, сега и те актуелно е, нели, медиумска писменост, што е тоа? Медиумите треба да се описменат. Не треба медиумите да се описменат. Треба луѓето да ги разбираат содржините на медиумите, луѓето да се описменат за да ги разликуваат и да изградат еден критички однос, нели, кон содржините во медиумите што се пласираат, а особено кон пораките што ги пласираат и стигаат до нив. Затоа што секогаш треба да си го поставиме прашањето, кој е тој, нели самите спомнавте, кој ги пласира, зошто ги пласира, значи треба да сме свесни. Прво треба да работиме на развој на свесноста и сознанието дека зошто е потребна медиумската писменост, односно дека постојат дезинформации меѓу другото и како ние да се преиспитуваме да ги препознаваме тие дезинформации. Тоа ми се чини првото нешто од кое треба да тргнат и невладиниот сектор, има дел што веќе работи на тоа, но треба нели можеби организирано и поангажирано, инаку дел, велам, се навистина доста активни на тоа поле, а медиумите исто така треба да имаат свој придонес на начин на кој ќе си ја вршат својата основна задача, а тоа е да ги проверуваат вестите што ги пласираат во јавноста. Значи мора да соопштуваат вистините вести. Некако вистината, фактите, се тоа некако како во ова модерно време веќе не ни се важни, нели? Некои други нешта се побитни, ама не е така на крај на денот. На крај на денот може многу да не чини ако почнуваме да ја занемеруваме вистината и фактите кои треба да стигнат до луѓето, нели? Наместо да им сервираме нешто што не е тоа. Колку тоа искривување на вистината, користејќи се со дезинформација и пропаганда, може да ја чини стабилност и безбедност на државата? Па видете, може да не ја чини воопшто, но може да ја чини ужасно многу. Затоа што се зависи како вид на дезинформации, кога и каде ги пласирате, колку и како луѓето нели наивно веруваат во приказките и значи ако имаме сознание дека не треба се да земаме здраво за готово што ни се пласира во медиумите, изградиме некаков критички, но не критизерски став и однос, нели не само по себе се да критизираме, туку да анализираме и имаме една дистанца со одредена критика кон она што го примаме, а тоа значи да проверуваме, да ги проверуваме вестите или да размислиме барем. Веќе спомнавме кој го праќа, зошто, како ја доживувам оваа порака јас, дали само јас верувам во неа или и другите, ако само јас, зошто, што е тука нешто не е во ред или обратно, значи да си ги поставуваме тие прашања, ние едноставно ќе градиме луѓе кои ќе бидат свесни и кои ќе помагаат на тој начин и за една демократизација во општеството, ако сакате. Но од друга страна, ако ние постојано ги земаме здраво за готово сите информации што ни се сервираат, па јас сум била сведок на страшни ситуации во време на кризи или војни на овие простори, кога се сервирале лажни информации и кога буквално после тоа имало резултат војна, убиства, луѓе гинале заради лажна информација. Тоа е многу опасна работа. Опасна, особено во денешно време, затоа што брзината со која вие ги пренесувате тие вести и луѓето ги примаат здраво за готово, не знам, вие сега да објавите, не дај Боже, не знам ни дали да дам такви примери, нели, дека нешто експлодирало во центар, некој го убил, и во моментот може да се сјати група на млади луѓе едни со други да се испотепаат, значи можеме да имаме многу критични ситуации во секакво општество. Ајде да речеме, ние сме поларизирани се уште за жал, по многу основи поделени, но и во најразвиени демократии и најмонолитни општества, вие со лажни информации може да направите дар-мар за многу кратко време. Значи, опасна работа информацијата, убиствена во денешно време, во секој поглед, значи не мора, нели, да ме сватите буквално, но е навистина многу, многу опасна.
И во таа насока, нели, да се одржи стабилноста и безбедноста на нашата држава, имаат голема улога институциите во најширока смисла. Колку тие се спремни за да се справат со дезинформациите, пропагандите, дали воопшто нешто работат во таа насока? Па искрено да бидам, јас не сум многу запознаена конкретно да имам некакви инсайдерски внатрешни податоци колку и како работат за тоа. Од она што го гледам, мислам дека не секогаш се многу подготвени како да се справуваат. Како што веќе реков, значи немаат однапред подготвени стратегии и планови, туку реагираат парцијално, адхок, акција-реакција, знаете. Тоа не е никогаш добро или е барем недоволно. Значи, сепак треба еден посериозен пристап, треба една посериозна прво анализа да се направи по мене, да се види кои институции би биле надлежни, што или воопшто секоја институција за себе, затоа што од секоја институција ние имаме дезинформации, ние имаме дезинформации внатре во институциите. Самите институции не знаат кој што работи или како работи и тоа мислам дека не е добро, затоа што тоа потоа се рефлектира и надвор, кон јавноста се праќа една лоша порака во јавноста. Че треба едно преиспитување на самите себе институциите, што како без знаете, кога ќе кажете така нешто, одма некој се наоѓа погоден, па ние нели супер работиме, ние сме најдобри, ние се даваме од себе. Да, никој тоа не го негира, но што добива јавноста од тоа? Што јавноста добива од таа работа на тие институции? Јавноста ја интересира бенефитот за неа. Смета дека институциите си се платени да работат и дека таа треба да знае што и како се случува во институциите. И затоа мислам дека прво треба една анализа сериозна, една системска, длабинска анализа на тоа што се случува во институциите сами да се свесни, да изградат свесност, да се организираат и да ги постават работите на професионално, одговорно ниво и потоа, нели, да продолжат во справување со сите надворешни фактори на ризик, меѓу кои се и дезинформациите. Но и од внатре многу често излегуваат дезинформации во јавност, кои потоа се они во состојба, ги ставаат во состојба да мора да ги бранат или да ги објаснуваат, а тоа е најлоша позиција за секоја институција. Накратко, порака ваша, како да се справиме со дезинформациите и пропагандата и на некој начин да го сублимираме разговорот веќе. Од текот на разговорот веќе дадовте неколку примери што и пораки пративте. Па, ете, може би ќе се повторам, но тоа е тоа, знаете, прво треба да бидеме, како што реков, свесни. Сметам дека младите луѓе треба да се насочуваат и да изучуваат медиумска писменост, што е и како е дефинитивно, затоа што помага во еден сегмент, нели, медиумската писменост не е само дезинформација, е многу други нешта, но и тоа е еден сегмент од тоа. Сметам дека институциите треба да сериозно ги сватат, да ги сватат пораките што стигаат до нив околу вакви видови на прашања, да се обидат да ги разберат и нели да направат она што го реков, некаква стратегија како би се справувале со нив, за да можам да дадам некаков поконкретен заклучок или препорака, би требало да имам повеќе сознание, нели се друго би било зборување на памет, а тоа не го сакам многу, сакам кога кажувам нешто, особено ако заклучувам, да имам аргументи за и против, па може би во некоја наредна прилика ќе може и повеќе да кажеме нешто околу тоа. Само накратко ќе ве прашам, колку е интегрирана медиумската писменост во образованието? Дали се сведува само на приватни училишта, не знам, обуки кои што ги нудат или може да влезе како дел од образовниот систем? Во принцип веќе се повеќе се зборува дека треба да биде дел од образовниот систем. Имаше некои обиди минатата или мислам некаде, ако не грешам, на крајот на 2020 година со тогашните нели надлежни од министерствата, министри така натаму и други институции кои се надлежни за тоа, но мислам дека тоа е се уште во многу во зародиш, колку што знам повеќе оставено на индивидуални и на невладини организации. Има доста проекти во последно време, ќе има некои имплементации по универзитетите од септември, колку што сум запозната, но и добро е што е тоа така. Значи добро е што се зборува, што има веќе некакви проекти, програми и така натаму. Дали е доволно, мислам дека не е. Гледајќи како младите цел ден висат на телефони, на таблети, како коментираат и читаат и
мислам, какви све информации, па на TikTok, па филмови, па имаме страшни случаи, нели, на луѓе и на девојчиња момчиња што умираат заради некои инфлуенсери. Значи, сметам дека младите треба тука да имаме поголем фокус и повеќе да биде инволвирано во образованието. Ако не како редовно, ама барем факултативно, да им се објаснува и пак ќе кажам да стекнат некакви основни сознанија за вредноста, важноста и валидноста на медиумската писменост, да им помогне да побезболно минуваат во светот и сферата на информациите што допираат до нив.